Владините антикризни мерки се реакција во интерес на сите, но прегласни и нереални се реакциите на трговците дека поради нив тие ќе крахираат, вели економскиот аналитичар Павле Гацов. Се зборува дека изгубиле од маржата 33% или не знам, некој голем процент во смисла овие компании што тргуваат со нафтени деривати, а при тоа државата ДДВ-то за нафтените деривати го намали од 18 на 10, што е речиси 50%. Од 18 на 9 би било 50, значи еве 45. Идентично објаснување Гацов има и за намалената маржа на прехранбените производи. Намалувањето на маржите, односно замрзнувањето на определени проценти, се разбира ќе биде пред се удар на економските субјекти, бидејќи маржите се тие што ги прават профитите на овие компании. Но сметам дека групата од 8 производи, на кои што се е направено намалување, односно анулирање на ДДВ-то, намалување, односно замрзнување на маржата, не е така голем удар врз економски субјекти да не можат до крајот на мај да го издржат ова. Кризната психоза, голем број на граѓани ги упати кон менувачниците со намера да обезбедат девизи, што Гацов исто така го смета за непотребно. Известните зголемување на побарувачка на девизи на евра е некаква психолошка, би рекол, анулација на овај стрес што го имаат граѓаните од економски аспект, но и овде јас имам став дека нема во ниту опција да се случи некаква форма на девалвација, бидејќи сепак девизните резерви, курсот и така натаму се прилично добро позиционирани и нема да дојде до таква ситуација. Поради одлуките на владата, некои трговци најавија дека посочените артикли, а пред се лебот, нема да се најдат на нивните рафтови. Уште подалеко отидоа сопственици на бензински пумпи кои поради неисплатливост се заканија дека ќе престанат со работа.